Благодарам. Очигледно е дека продолжуваме повторно и злоупотреба и на оваа говорница, се со цел да нешто разјаснуваме, а не знам зошто повторно и повторно разјаснуваме и не се држиме ниту до точката дневниот ред, туку раскажуваме некакви нови приказни и нови. Затоа што веројатно не сакате да се присетите на вашата приказна. Кажувате за платформи, за изјави, за декларации, за нешто кое што помина овде. Само да ја подсетам. Госпоѓо Затуровска, да ја подсетам дека во Македонија во последните 10 години постои само единствена платформа која се вика криминална платформа. И за таа криминална платформа можеме да разговараме колку сакате. За тоа слушнаа граѓаните. За другава платформа треба да чуете овде. Претходно е прифатил платформата на ДУИ. Еве уште еднаш да чуете дека председателство на ДУИ донело одлука да влезе во коалиција со ВМРО-ДПМН за формирање влада, откако лидерот Никола Груевски претходно е прифатил платформата на ДУИ. Еве уште еднаш ќе ја пуштам, кај што ме подсетува Ивона Талевска дека Груевски направил договор со ДУИ на 29 јануари, кога сите вие од средниот ред или најголемиот дел бевте во најновите костуми купени за новата влада да славите вечерта, ама претходно ве бодреше и информираше Ивона Талевска и вас и сите останати во Македонија колку тоа е важна платформата на албанците што ја прифатил Груевски и колку направил добро за албанците и така натаму и така натаму. Затоа, почитувани колеги, да се вратиме на точката на дневниот ред, да разговараме за тоа за што треба да разговараме. Да разговараме за формирање на Комисијата за избори и именувања. Да го конституираме собранието, да избереме председател. Да се конституират институциите на системот. Па тогаш ќе ги отвориме сите прашања кои што треба да бидат за дебата овде во Македонското собрание и некаде. И нови избори, докторе, пак ги изгубите и на нови, и на уште едни. Господине Зоран Георгиевски, вие сте познат губитник и пачко во ова собрание. И тука, барем вие не можете да кажете за победи. Вие сте барем познат губитник. Ви благодарам уште еднаш.